Расправата заврши уште пред да почне. Власта не обезбеди ни 80 пратеници, па седницата за гласање на потребата од отворање на уставот виси во воздух, бидејќи спикерот Џафери не дозволи гласање. Уставните амандмани пред нов филтер, кој по оваа седница е уште поверојатно дека нема да го поминат. Председателот на владата пак ги убедуваше пратениците дека само уште бугарите да се впишат во уставот и ново вето нема да има. Не смее да се прави именик од преамбулата на невисокиот правен акт, му порачаа од ВМРО ДПМН. Не може именик да правиме од преамбулата. Важна е суштината, ама најважното е, господа, копенхагенските критериуми да ги примениме. Затоа ние ги браниме копенхагенските критериуми, оти не смее патот за Брисел да води преку Софија. За потребата од промена на уставот гласаа само 70 народни избраници од власта. Не достигаа 10, иако Ковачевски, Османи и Груби постојано тврдеа дека имаат и повеќе од доволно пратеници. Ковачевски пак убедуваше дека и опозицијата била вклучена во целиот процес, а и дека народот го поддржува внесувањето на бугарите во уставот, иако цела јавност е свесна за спротивното. Овозможивме сите релевантни фактори, сите граѓани да бидат целосно запознаени со потребата, причините и конкретната содржина на предлогот за измена и дополна на уставот. Албанскиот блок ги поддржа измените за внес на бугарите во преамбулата, ама не се откажуваат од условот терминот 20% во уставот да се замени со терминот албански јазик. Дали не ви изгледа ова именување 20% како дамка која му останува на албанците? Дали ова не ви изгледа како една флека за тие кои имаат изгубено идентитетот како човек? Реджипи пак која напушти алтернатива и сега е независен пратеник, им даде идеја на општините со мнозинско население од албанската заедница да се одвојат од македонските заради европскиот пат. Сепак, сета опозиција воедно е со ист став. Пред времени избори, оти оваа корумпирана власт не може да зборува за европската иднина. Оваа власт е развластена. Не само заради тоа што уставните измени им се удрија од зид, туку затоа што ја упропастија државата. Институциите се киднапирани, а СДСМ и ДУИ се фрлени на криминал и корупција која граѓаните ја плаќаат со своите пари, но и со своите животи. Оваа власт е продолжниот кабел кој ја изгоре Македонија. Со оглед на тоа дека дебатата за потреба од отворање на уставот е исцрпена, сега преостанува само гласањето, кое Џафери го одложи без конкретен датум.